ова издание на емисијата на Прва Скопска, по која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и одбележаа неделава што изминува, ќе гледате. Маврово и Попова шапка остануваат на врвот меѓу домашните скијачки центри, но сепак Бугарија е поатрактивна. На пролет ќе се гради булеварот Асно меѓу аеродром и Керамидница. Субвенции за ПВЦ прозорци, пички на пелити и сончеви колектори и оваа година. Казна до 700 евра ако не се кастрираат домашните миленици. Македонците во просек трошат по 20 евра за онлайн трансакција кај домашните трговци. Христос се роди, навистина се роди. Ова се зборовите со кои наместо вообичаениот поздрав денеска се поздравуваат христијаните. Овој ден се празнува во спомен на раѓањето на Исус Христос. Се смета дека Божик е празник, матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. За да можат христијаните достојно да се подготват за овој празник, востановен е и пост од 28 декември до 6 јануари навечер. По завршувањето на 40-дневниот пост, трпезата кај сите православни христијани, овие денови е богата. Христијански е да не се претерува во ништо, но сепак, богатата трпеза му дава на овој празник уште поголем сјај. На Божик, на една македонска трпеза може да се најде убаво печено месо, кое во зависност од домашниот буџет ќе биде свинско, пилешко, телешко, мисиркино или пак јагнешко. Неодминлив дел од божикната трпеза се и мрсната сарма, печениот компир, по некоја заостаната риба од бадниковата вечера, а за десерт чоколадна торта, милиброд, печена тиква и секако овошје. За разлика од новогодишната трпеза, каде како пијалок се конзумираат секакви алкохолни и безалкохолни пијалоци, на Божик традиционално се пие црвено вино, кое што е символ на христијанството. Православните верници на Божик традиционално одат нагости кај најблиските на Божикен ручек, кој секогаш треба да е во кругот на семејството. Токму овие празнични семејни ручеци се и замка за прејадување. Лекарите и нутриционистите препорачуваат, кога е во прашање празничниот ручек, иако се подготвуваат различни јадења, да бидеме умерени и да не комбинираме повеќе видови на храна истовремено, посебно оние кои постеле и кои после неколку недели за прв пат конзумираат мрсна храна. Кога луѓето постат, преминувањето од постна на мрсна исхрана не треба да биде нагло, како што и воведувањето на постот треба да биде постепено, велат лекарите. Умерената исхрана е начин да избегнеме непосредни здравствени тегоби, како што се чувството на надуеност или болки во стомакот, но и долготрајни последици кои може да бидат различни, зависно од нашата здравствена состојба, од скок на крвниот притисок до проблеми со варењето, кое големиот внес на храна дополнително го отежнува. Скијачките центри Маврово и Попова шапка остануваат на врвот кај домашните скијачки центри и покрај минималните интервенции последниве години. Стартот на скијачката приказна во Маврово датира од 1959 година, кога тогашниот скијачки сојуз решил на ова место да се гради скијачки центар. Изградбата на првиот сместувачки капацитет, скијачка школа, почнала 5 години подоцна, кој денес е хотел. Ски центарот е основан од Заре Лазаревски, чие име денес го носи овој ски центар. Половина век подоцна, скијачкиот центар на Бистра е препознатлив по патеките на кои се одржуваат врвни меѓународни надпревари во алпско, нордиско и сноуборд скијање. Вкупната должина на 11 ски лифтови и 3 шишари изнесува 5700 метри, со капацитет до 11100 патници на час. Со ваква инфраструктура можно е да се скија на висина од 1255 до 1860 метри надморска височина. Патеките кои се подготвуваат со 6 ратраци се соодветни за почетници, напредни скијачи, како и за професионалци во категориите алпско и нордиско скијање. Должината на скијачките патеки по тежичарите изнесува 5000 метри, а должината на скилифтовите е 10.000 метри.
Сите патеки под скилифтовите се осветлени и озвучени, така што скијањето е овозможено и навечер. Попова шапка е еден од најстарите и најголемите ски центри во Македонија, кој датира уште од 1947 година и е распростран на падините на една од највисоките планини во Македонија, Шар планина. Сместена надморска височина од 1800 метри, се одликува со голем број сончеви денови и со снежна покривка, погодна за квалитетно скијање од крајот на ноември до април. Ски центарот располага со повеќе жичници и ски лифтови, чија вкупна должина е 11.000 метри, со капацитет до 8.000 скијачи на час. Вкупната должина на ски патеките е околу 20 километри, а скијачкиот простор се протега над 35 квадратни километри. Има 2 жичници, 5 ски лифта и 15 скијачки патеки и располага со патеки за почетници, за напредни скијачи и за надпреварувачи во алпско скијање. Ски карти во домашните скијачки центри се движат од 300 до 1100 денари. Најевтини билети за скијање има ски центарот Копанки на Пелистер. Дневната карта е 300, детската е 200 денари, а дополнителни 100 денари се плаќаат за жичницата. Во Крушево цената на дневниот е 500 денари, на полудневниот 350, а на жичницата е 150 денари. На Попова шапка се нудат 3 типа на ски карти, дневна од 900, полудневна од 600 и детска од 400 денари. Во Маврово е најскапо, дневната карта е 1100 денари, утринската која важи до 13 часот е 650, попладневната е 850, а билетот за жичарата чини 300 денари. Но македонците не се откажуваат од зимување во угостителските капацитети што се нудат во Банско и Боровец во соседна Бугарија. И годинава, како изминатите години, најголем интерес има за хотелите во овие зимски туристички центри, иако се атрактивни и сместувачките капацитети во соседна Србија како Златибор и Копаоник. Туристичките агенции велат дека трендот на заминување во Банско и Боровец продолжува и годинава и најмногу се патува во овие туристички центри во зимскиот период поради големиот избор хотели и пристапни цени. Цените за аранжманите за полупансион во хотелите во Банско се движат од 30 до 50 евра дневно, во зависност од типот на хотелот, а слични се цените и во Боровец. Поевтино сместување со поедок и вечера може да се најде во хотелите во Пампорово, каде што се нудат аранжмани за околу 20 евра. Помал интересот за зимување во домашните туристички капацитети во Македонија како што се Маврово, Берово и Крушево. Во Маврово во хотел полупансион чини околу 40 евра, а пониски се цените за во Крушево, каде што престој во хотел со полупансион може да се најде и за околу 20 евра. Ако оваа сезона сакате да промените нешто на себе, тоа нека биде фризурата. Сигурно многу пати сте ја слушнале реченицата нова година и нова јас. Во 2018 година се носеа фризури со средна должина, пикси фризура и залижана коса. Во 2019 година не очекуваат некои нови и доста интересни трендови кои ќе одговараат за сечи вкус. Експертите во оваа област советуваат да бидете слободни и да експериментирате со фризурите. Ако во 2018 година беа актуелни традиционалните тонови во боја на карамела, во 2019 година акцентот ќе биде ставен на сребрените тонови. Боб фризурата беше актуелна минатата година, ќе биде и оваа, но со должина до брадата. Стилистите велат дека оваа должина е идеална за оние кои не сакаат многу кратка коса. За боб фризурата важно е да се напомене дека треба да биде со сребрени тонови. Во оваа сезона треба да им кажете збогум на топлите руси тонови, бидејќи тие не се повеќе во мода, туку ќе се носат сребрено-бели тонови. За љубителите на црвената боја имаме добра вест. Бројните светски звезди го одбраа токму овој тренд и со гордост ги носат црвените фризури. Кога ќе сакате да ја соберите косата, никако немојте да носите конјско опавче, бидејќи тоа не е повеќе во тренд. Наместо него, сега ќе се носи отпуштени и неуродни пунџи.
За омбре фризурата стилистите велат дека не е повеќе во мода. Наместо тоа ќе се носи балајаш во топли тонови на мед. Девојките со кадрава коса можат да носат фризура каква што носеле светските топ модели, а тоа се природно бујните кадрици. Тие ќе бидат еден од најмасовните трендови во 2019 година. Ние ви дадовме неколку идеи за совршена модерна фризура, а изборот е ваш. Каква фризура ќе носите оваа година? Поврзување на аеродром со Газибаба преку пробивање булевар низ Керамидница, изградба на тунелите под Кале и Скопје Смарт Сити, се само дел од капиталните проекти кои ги најавуваше градоначалникот Петре Шилегов минатата година, а треба да почнат оваа година, со кој градот Скопје ќе почне да се менува. Завршено е проектирањето на булевар Асном во делот на пробивање булевар низ Керамидница до Скопски саем. Градежните работи од првата фаза, која ќе се одвива од мостот Близнак до реката Вардар, покрај хотелот Русија, требаше да започне во ноември. Но според Шилегов, имало враќање на проектот за да се исправат дел од ставките. Но работите се при крај и се очекува за брзо време да биде распишена таа постапка и напролет таму ќе се гради. Булеварот кој ќе ги поврзува аеродром и Газибаба ќе се гради во 3 фази. Таква и постапката за тендер. Првата фаза ќе биде булевар Асном во делот на општина Аеродром, втората фаза мостот на реката Вардар и третата фаза булевар Асном во делот на општина Газибаба. Градоначалникот Шилегов најави дека оваа година во полн капацитет ќе се изведуваат сите 3 фази, а ќе се почне од мостот Близнак кон спортскиот центар Јане Сандански. Се очекува дека во наредните 2 години тој проект ќе се реализира и сериозно ќе го растовари сообраќајот во Скопје. Тунелите под Кале се уште еден капитален проект кој го најавуваше Шилегов. Се очекува дека оваа година градот ќе има документи ќе може да премине на тендер за изградба на тунелите под Кале. А Шилегов потсети што направи градот изминатата година во делот на подобрување на патната инфраструктура. Извршивме реконструкција, односно ја довршивме годинава партизанска во делот од Симпо до Макпетол базиската на партизанска и ја почнавме и завршивме фазата на партизанска од Кружјотека Ѓорче Петров до мостот Обединети нации годинава. Зборувам за овие фундаменталните улици. Извршивме реконструкција на повеќе од 6 или 7 други улици, од Огњан Прица, Антон Панов е сега како една, во Ацо Шопов во Ѓорче Петров како друга, Лондонска ја завршивме во Карпош, така што цело време таа работа која што се движи, во дел е приметна, во дел е неприметна. Скопје е голем град. Тоа што вие ќе работите булевар Партизански утреди во делот на Влаја не му значи ништо на нашиот сограѓанин или му значи многу малку на нашиот сограѓанин кој што живее во Лисич. Шилегов истакнува дека многу средства градот минатата година трошал за изработка на градежни проекти за реализација на нови сообраќајници, а како градоначалник мора да води сметка за тоа што ќе се случува во нашиот град во наредните 30 години. Поради големиот интерес од страна на домакинствата и во следниот период ќе продолжат да се спроведуваат мерките кои се дел од програмата за енергетска ефикасност. Најдоцна до 14 февруари ќе биде објавен оглас за субвенции за ПВЦ прозорци, за кои постои и речиси најголем интерес. Годинава за мерките предвидени се 50 милиони динари. Од предвидените 50 милиони динари најголем дел ќе бидат за субвенции за ПВЦ прозори и за печки на пелети. Доделувањето на надоместокот ќе се врши според принципот прв дојден, прв услужен, се до искористување на средствата. И заменик министерот за животна средина Јани Макрадули на својот Facebook профил објави дека набрзо ќе се отвори повик за замена на грејењето со дрва заедно со дефинирање на зони на ниска емисија. Ова го напиша Макрадули по палењето на бадниковите огнови кога биле евидентирани зголемени вредности на загаден воздух и тврди дека коледарските огнови биле доказ дека токму загревањето на домакинствата на дрва е главната причина за аерозагадувањето во Скопје.
Високи казни за оние кои нема задолжително да ги кастрираат своите домашни миленици. Ова е клучната измена во Законот за заштита и благосостојба на животните, предложено од страна на група пратеници од власта, со кои тие се убедени дека ќе се намали бројот на улични кучиња. Како што е наведено во појаснувањето, измените се предлагаат за да се спречи неконтролираното и неограничено зголемување на бројот на улични кучиња, кои во најголем дел, како што стои, потекнуваат од размножување на домашни миленици. Во членот 27 од постоечкиот закон се предлага вметнување нов член кој гласи: собствениците на кучиња во репродуктивен период се должни да ги кастрираат, односно ојалуваат своите кучиња во установите од став 1 на овој член, освен оние собственици што имаат регистрирано одгледувачници на кучиња. Трошоците за овие постапки се натовар на собствениците на кучињата. Се предлага казна од 100 евра за собствениците на кучиња кои нема да ги кастрираат и ојалуваат своите миленици, како и зголемување на глобите за правни лица од 100 на 700 евра, доколку ги прекршат одредбите од член 27 од законот, односно ако не го пријават своето куче еднаш годишно во ветеринарните амбуланти, потоа ако не истекна табла која укажува на присуство на куче, ако на јавни места не ги држат на поводник, потоа ако не го пријават леглото во ветеринарната амбуланта и ако не ги пријават лицата кои ги вдомиле. Со измените и дополнувањата на Законот за заштита и благосостојба на милениците што го предлага Агенцијата за храна и ветеринарство, се забранува неконтролирано размножување и продажба на миленици. Се забранува продажба на мачки и кучиња во продавниците за миленичиња, како и продажба на овие животни на малолетни лица. Читањето книги може да ги разубави студените зимски денови, а зимата всушност е најдобрата сезона за читање. Тоа го покажуваат и спроведените истражувања за тоа во кој период од годината најмногу се читаат книги. Повеќе од 30% од луѓето кои се влюбеници во пишаниот збор во текот на зимските месеци поминуваат повеќе време со книгите отколку во другиот период од годината. Студеното време и покусиот ден ги потекнуваат читателите да седат дома и да се дружат со книгите. Во овие студени денови, кога поголемиот дел од слободното време го минуваме затворени по дома, книгата е идеално средство за зимско уживање. Не постои посовршен период од годината за да седнеме под топло кебе или пред каменот или печката, да ја одбереме омилената книга и да уживаме во книжевната авантура. Токму затоа направивме интересна листа со предлог книги за читање од различни жанрови и за сечи и вкус. Топли приказни за студените зимски денови можете да најдете во книгите Небо од капини од Наташа Крамергер, Немиот дом од Орхан Памук, Тајната на сопругот од Лиен Мориарти, Нека победи подобриот од Джули Джеймс и Сонова и малку од Сузан Елизабет Филипс. 3 наслови кои се интересни и ќе го задржат вашето внимание, а воедно и ќе ве насмевнат, ќе ве зачудат и ќе ве расплачат. Се книгите Девојката од Бруклин од Гиом Мисо, познат француски автор и еден од најпродаваните автори во Франција. Последниот воз за Истанбул од Аише Кулин, кој е приказна за тоа како традиционалните норми може да и наштетат на љубовта. Приказна за тоа дека силата на љубовта е најмоќна, но и приказна за тоа дека војната менува многу нешта. И книгата Љубовниот детектив од Александра Потер. Од мајсторската рака пак на Ден Браун, читателите ќе можат да доживеат нова авантура во светот на кодираните пораки. Овој пат една кодирана порака ќе ги отвори двете фундаментални прашања на човековото постоење. Од каде доаѓаме, каде одиме? Станува збор за книгата Потекло од Ден Браун. Книгата е инспирација и учител за многу нешта во животот и ви помага да го најдете одговорот на прашањето што е навистина важно и за што вреди да се бориме во животот. Токму затоа и домашните книжарници и издавачки куќи промовираат нови наслови, организираат дружења со автори, нудат голем број наслови со намалени цени, празнични пакети, препораки и неделни акции за редовните читатели.
Трендот за онлайн купување од домашните продавачи се минува во позитивен правец за македонските продавници. Македонските граѓани трошат просечно 19,7 евра на една онлайн трансакција кога купуваат дома, додека 31,5 евра кога купуваат од странски трговци. За зголемината заинтересираност за онлайн купување во голема мера придонесува и богатата понуда од домашните трговци. Сепак, во споредба со извршените купувања од странски компании, бројот на купувања од домашниот електронски пазар е значително помал. Тоа, според Асоциацијата за електронска трговија, се должи на недостигот од едукација и доверба, а таа ја градат најмногу домашните компании со нивните понуди, процеси, поддршка за купувачите и целокупно добро искуство, кое ќе ги пресретне и надмине очекувањата на купувачите. Според извештајот на Асоциацијата за трговија, трансакции во вредност од 100 милиони евра се направени со платежни картички за купување онлайн во првите 3 квартали од минатата година, или за 28% повеќе на истиот период 2017 година. Поединичните трансакции во овој период бележат уште поголем пораст од 39%. Најголем дел од направените онлайн купувања, односно 63%, биле потрошени за купувања од странски трговци, или скоро 63,34 милиони евра, наспроти 31,15 милиони евра, остварени кон домашните трговци, кои се 33%. 4% или 3,8 милиони евра од вредноста на трансакциите остварени кон домашни трговци се направени од иматели на странски платежни картички. Направените онлайн купувања од имателите на македонски платежни картички кон домашните трговци забележува раст од 51% во однос на истиот период од 2017 година, додека странците во Македонија потрошиле за 82% повеќе онлайн кај домашните трговци. Во податоците од Народната банка на Република Македонија за онлайн остварени трансакции се вбројуваат и трансакциите за плаќање на сметка. Во податоците од Народната банка на Република Македонија за онлайн остварени трансакции се вбројуваат и трансакциите за плаќања на сметки за вода, струја, телефон, што се реализирани онлайн со платежни картички, што пак зборува за искористеноста на модерната технологија. Во Кинотека на Македонија од 9 до 16 јануари ќе се одржи ревија на филмови за деца од хрватската кинематографија. Хрватските детски филмови се присутни во хрватската кинематографија многу често, како екранизација на веќе постоечки книжевни успеси. Но самата застапеност не би била доволна доколку тие не припаѓале на самиот врв на уметнички успешните филмови, за денес да бидат класици на хрватскиот филм, и како такви да не биле прифатени од младата публика и критика, посочуваат од Кинотека на Македонија. Затоа, за почетокот на новата 2019 година, Кинотека на Македонија за младите филмофили подготви ревија на неколку хрватски детски филмови, но и изложба на филмски плакати насловена «Детски поглед». Според најавите, ќе бидат прикажани филмовите Брканица по моторот во режија на Бранко Мајер на 9 и 10 јануари, Пико во режија на Сриќко Вегант на 9 и 10 јануари, Синиот галеб на Бранко Бауер на 11 јануари, Дружината на Перо Џунката во режија на Владимир Тадај на 11 и 12 јануари, Волк Самотник на Обрат Глушчевиќ на 12 и на 14 јануари, Капетан Микула Мали, кое е уште едно остварување на Обрат Глушчевиќ на 15 јануари, и Тајната на Стариот таван во режија на Владимир Тадај на 16 јануари. Изложбата на Детски поглед пак на македонската публика ќе ја прикаже 21 плакат за 24 долгометражни и краткометражни филмови, создадени во период од 1953 до 2006 година. Тие се дел од збирката филмски плакати на Хрватската кинотека, која го собира речиси целиот придружен филмски материјал на сите долгометражни филмови настанати во хрватската продукција од 1944 година до денес. Тоа беше се за оваа емисија.
а вие следете ги понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.